Здраво, Бојан, ти благодарам што прифати да учествуваш во дискусијата Институција на можните иднини. Ние зборуваме во овие две дискусии за значењето на колекцијата на ниво на теорија и на ниво на пракса, посебно со конкретно земање предвид на колекцијата на Национална галерија. Првото ти благодарам за честите уште еднаш, и моето прво прашање ќе се однесува на значењето на збирката на едно теориско ниво, што таа представува, и може би на едно или попрактично ниво, како таа се решава за да се изложи, да се представи пред јавноста. Благодарам за поканата. Збирките, сместени во музеите, во галериите, се нова работа. Му припаѓаат на еден период на модерната епоха, нешто што не е повеќе од 150-200 години, кое што како пракса се преобразувало постапно, меѓутоа без битно да ги измени своите основни предпоставки. Дека во создавањето на збирките, на музејските збирки, на галериските збирки, постои една основна предпоставка, а тоа е разликата помеѓу физичкото и општественото време. Физичкото време, кое што ја содржи историјата со големо И, односно збирот на сите настани можни што се случиле, и општественото време, она што е конструкт, или ние го препознаваме како историја, која што е во основа дисциплина, врзана за сите нужни поими на модерното доба. Раѓањето на националната држава, раѓањето на низините основни установи, раѓањето на низиниот основен идеолошки поредок и така натаму, така натаму. Во тој поглед, музејските збирки се само една од тие манифестации на општественото време. Тие по себе се конструкт и имаат една функција која што со помал или поголем успех ја остваруваат до пред 50 на години, некаде до оне доста модерен период, и на известен начин со промените во општествената клима, со оние големи трендови во општествениот, развитокот на општествената мисла, па и на развитокот на општествените разбирања околу тоа во која рамка се живее, се твори, се чува, се грижиш и така натаму, за едно наследство стана дел од еден простор што го викаме просторот на модерното доба. На едно пусто острово, кое што од време на време доаѓаме да ги видиме дивите луѓе, да ги прашаме како живеат и да се вратиме од таму, не разбирајќи баш што се случило во тој период, од пред 60 на 50 години. Кога би тргнале кон некаква деконструкција на тоа модерно доба, посебно во Македонија, поврзано со некакви трагови на југословенскиот модернизам, кој што мислам дека некако е основа за градење на ова, или на градење на оваа збирка, од каде би тргнале, и тука се наметнува едно мало подпрашање, тој однос кон традиција и современост кон градењето на и постоењето на оваа збирка колекција. Во принцип не се работи за некој ексклузивитет македонски, иако од друга страна постои еден, како го нарекуваат американците, ексепционализам, исклучителност, односно мислењето на таа стварност е обвиткана во неколку исклучоци. Прво дека македонскиот национален проект, како што е артикулиран од 45-та наваму, особено во првите повојни децении, е единствен кој што има пристап во југословенската политичка заедница кон сопствено отворено искажување. Ако треба да се прават некакви споредби, тоа е, да речеме, дека овие збирки, конкретно градени како југословенски контекст на времето, секогаш има силна локална, роднокрајна и национална компонента во себе.
паралелно со градењето на овие збирки, се славеше Илинден по 53 година, се правеа споменици, се остваруваа некакви проекции за тоа кои се општествените цели на една заедница која што го артикулира својот нов политички идентитет. И овие збирки само го представува контекстот институционален врз во кој што тој проект ќе се одвива. Мислам дека таа своја функција ја имаат остварено со сите доблести и сите мани на една модерна идеја и на една модерна политичка, општествена и културна практика. Тие збирки во изминатите 40 години бавно, меѓутоа неповратно се обесмислени од целен процес на општествени промени, кој што не се однесува само на Македонија, не се однесува само на регионот, туку на структурни тенденции од глобално равниште. Времето во кое што имавме јадра на културна хегемонија веќе е одминато. Нас повеќе не интересира економската или пред се правно-политичката хегемонија кон која што се нормираме, отколку нечија културна хегемонија која што и натаму ќе продолжува да ги поставува нормите за тоа што е традиција, што е современост, што е вредност. Добро, тоа е наверојатно дел од целиот систем, од целиот круг, општествено-политичката, од историскиот систем. Во таа смисла, може би, еве твоето лично искуство во соработка со оваа институција, како професионалец, како ја гледаш? Мислам, сега некако зборувавме повеќе општо теориски, но еве, оваа колекција некако имала две суштински промени, а тоа е првата не е промена, него воспоставувањето во 51 на оваа колекција, големата аквизиција која има, која што е без следбеник во својата историја, може би една на почетокот на новиот милениум, 2000 година, кога се поставува и таа поставка постојана тука во галеријата, која што не се променува со мали инцидентни, променува целите 17 години. Каков е твојот однос кон тоа? Оваа збирка е посебна заради својата специализираност. Како што и се разбира, повеќето други збирки. Дури и збирките со кои што јас сум имал непосреден допир, работејќи во установа, кои што биле неспециализирани, биле токму заради тоа специализирани. Посебноста на оваа збирка е, да речам, непосредната сврзаност за просторен контекст, кој што својата временска димензија може би ја изгуби меѓу првите. Тој просторен контекст и неговите промени, политички, социјални, културни и така натаму, нема голем удел во губењето на тоа временско значење, односно на временското валоризација на оваа збирка. Таа збирка не може да се промени, тоа има значење доколку таа се менува со нови аквизиции, со нови вметнувања, бидејќи времето во кое што еден канон, модерен канон е изграден, е одамна завршено. Ќе кажем, крај на 70-ти, веројатно почетокот на 80-ти се последните прилози кои што може да пледираат токму на таква една позиција. Меѓутоа, оваа збирка е, мислам, една од најобработуваните во Македонија. И заради бројот на каталози, и заради бројот на изложби кои што биле тематски, кои што биле проблемски, кои што биле студиски, во најразлични контексти делата во оваа збирка биле вадени и нудени во една ситуација која што смета за завршна, да речам, изјава на секоја ваква установа, тоа е едукативниот контекст. И мислам дека тоа е специфика на оваа збирка. Учествува во
веројатно најголем број приказни, офатени од најразлични страни, историски, книжевно-историски, ликовни, социјални и така натаму, особено во својата завршна фаза, речемо текот на 80-те години, и кога би ги погледнале последните студии за македонското современо сликарство и за македонската современа скулптура, мислам дека некоја статистика, дури вака бегла, ќе покаже дека најголем дел од творбите кои што се застапени во тие книги, во тие дефинитивни привози кон градењето на македонскиот модерен ликовен канон се од оваа збирка. Така што нејзиното значење е во изминативи децении сигурно во голема мерка изветреано во рамките на вакви интереси, но несомнено ја престои една задача која што здраве и живот тебе ќе ти остане, да се пристапи повторно кон согледување на тој модерен канон, лош збор, кон соочување со тој модерен канон и со утврдување на она што е неговото вистинско значење во сите негови аспекти. Доблести, грешки, лицемерија, цела една проблематика која што допрва престои да се отвори. И тоа најверојатно е еден од предлозите за разгледување кон одењето на институцијата за можните иднини, разгледувањето на тој модернистички конструкт, канон и поставување на други основи, на други идеи, посебно затоа што тој модернистичкиот канон е завршен 70-тите, како што нам ни е потребна таа иднина на установата, оваа конкретна установа, заради тоа што ни е потребна иднина воопшто. Сите овие нешта, овие збирки, овие установи, овие конструкти, како што се традицијата, која што секој ден ја градиме, која што секој ден ја обновуваме, текот на тоа општествено време е запрен. И ние се наоѓаме опросторени во една ситуација во која што и социјалните тензии се се поголеми, и очекувањата се се позамаглено соопштени, и борбите културни, политички пред се позаострени, така што иднината на збирката, иднината на институцијата која што ќе ја истражува таа збирка, во основа е прашање на постојето на било каква иднина. Доколку тоа не го прави, доколку со тој процес на соочување со тоа минато, критичко, длабоко и се разбира со една посветеност која што ќе биде посветеност на проблематиката, а не на составот на тој канон, ќе додадеме ова, ќе извадиме тоа, е гаранција некаква за воопшто за отварањето на некаква перспектива за иднината. Нејзиното отсуство на таа иднина е отсуство на социјални цели, на општествени цели, кои што во еден период токму вакви збирки, ако не ги градеа, барем ги поставуваа, ги објаснуваа и го цртаа хоризонтот на тие општествени цели. Заедно со тоа соочување со модерниот канон, веројатно ваква една институција како што е Наследната галерија на Македонија ќе биде ставена пред задача да ги преиспита и тие општествени цели, иднината валидност во времето што доаѓа, во таа иднина. Ти благодарам, Бојан, едва ја очекувам дискусијата на 15. Благодарам.